Благодарам, подпредседателе. Почитувана колешке, вашата дискусија беше генерално коректна и оние бројки кои што ги изнесовте во вашата дискусија реално и соодветствуваат со актуелната состојба на финансискиот пазар во Република Македонија и со економската состојба во која што се наоѓаме. Генерално се сложувам со најголем дел од оние бројки со исклучок на проектираната стапка на раст и проектираната стапка на инфлација, затоа што за жал реалноста зборува поинаку од оние бројки кои што ги представивте. Затоа моето обраќање кон вас во форма на реплика ќе биде во форма на прашање. Сите оние бројки кои што ги изнесовте говорат на тоа дека приходната и расходната стапка укажуваат на дефицит. Дали сите оние финансиски инекции кои што ги споменавте ќе бидат базирани повторно на кредити кои што ќе бидат земени од странски банки и сето тоа ќе биде само дополнително задолжување? И второто прашање е зошто можеби не се стави поголем акцент на ништењето на сивата економија, затоа што 1/3 од циркулирањето на финансиските средства во Република Македонија е токму во тој сегмент на сива економија. Благодарам.